Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз нема дилеми дека овој закон не е закана за Република Македонија. И тоа го кажувам со полна одговорност. Но она што мислам дека е закана за Република Македонија е продолжување на ваквото неодговорно владење, во кое ВМРО ДПМНЕ ќе се удира во гради и ќе зборува дека се ова од другата страна е зло, а пратениците на ДУИ ќе велат дека ова е кукавичко, дека ова е бедно, дека ова е работа против интересите на Република Македонија, дека ова е зло за заедничка Македонија, и потоа ќе дозволат нивниот заеднички владин портпарол да каже дека владата функционира безпрекорно. Колеги пратеници, нешто во оваа слика не е во ред. И ако вие тоа не го забележувате, тогаш вие сте политички и физички слепи. Колеги пратеници, законот за бранители треба да го донесеме заради бранителите. На темите од типот помирување, од типот социјална инклузија, на сите оние кои биле жртви на 2001 година, треба да го решиме заради маките кои ги имаат овие луѓе. Ама, да си играте вие ситна политика и ситно пазарење преко товарот на граѓаните и оваа држава, тоа, колеги пратеници, навистина сметам дека е редно време да го запрете. Ставот на пратеничката група не само на СДСМ, туку и на нашите коалициони партнери од НСДП и од другите помали партии, е дека овој закон треба да влезе во процедура и треба дури и со консензус да го донесеме. Да не тераме ситна, поготово не етничка политика на овие теми. Меѓутоа, колеги пратеници, редно време е, ако како што велите не калкулирате овде на булевар 11 октомври, да престанете и едните и другите да калкулирате на булевар Илинден број 2. Почитуване пратеничке, ВМРО ДПМНЕ како политичка партија ги решава сите проблеми, не може нормално да ги реши сите проблеми наеднаш. Прво стави приоритет дека треба на армијата и на полицијата да им се качат платите, да им се купат униформи и што уште не. Значи, приоритет ставаше дека армијата и полицијата на Република Македонија треба добро да се опреми. Во 2008 година дојдоа во собранието со над 30.000 подписи. Вие во 2008 година што велите, имате приоритет, чизми купувавте? Чизми купувавте, тоа е. Јас не ви се мешав вие кога зборувавте, ако не се лажам. Во 2008 година, например, имавте 100 милиони евра за реклами. Ама тогаш сметавте дека бранителските права, да цитирам, не вас, него ВМРО ДПМНЕ, еве ги сите тука, ќе чинат 300 милиони евра и ќе го распаднат буџетот. Тогаш сметавте дека истиве овие обврски се привилегии, пазете, вие ги навредувавте со тоа бранителите, дека не бараат права, туку бараат привилегии. Меѓутоа, ја не сакам да се враќам толку назад. Сакате вие јавноста да ја убедите дека ама е птен некоја коинциденција на 17 август дека баш решивте да го поднесете законот. 4 дена откако Фатмир отиде да се поклони во Слупчане. И тоа на кој, на човекот што најмалку следи политика во Македонија, не можете да го убедите. Денеска еден дел од пратениците на ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ мора да тераат во лер. Се додека не се видат Ахмети и Груевски и не кажат каде тргнала работата. И тие што сакаат се штедат, што сакаат да видат како прво ќе се договори Груевски и Ахмети, па после да имаат свој став, тие денес се штедат. И затоа денеска господјата Салиу не побара реплика да ги соопшти овие големи вистини на предлагачот на законот, туку ако може да ги каже, ама да биде во реплика на некој друг. Да не случајно се нарушат хармоничните односи со вашиот коалиционен партнер ВМРО ДПМНЕ. Колеги пратеници, аман веќе, тендерите се проблем. Седнете, договорете се, ќе најдеме во буџетот пари, за да бидете сите вие задоволни од парите кои што ги добиваат очигледно многу луѓе во оваа коалиција. Ама оставете оваа држава да не се распадне заради вашите ситни кавги. Срамота е да се грижите за оваа огромна бројка на категорија на граѓани, бидејќи вие
имате лидер кој дефинитивно не спаѓа во категоријата на политичарите во однос на неговата историја која се однесува на правата на бранителите. Ниту Ве еднаш. молам смирено, не се возбудувате. Смирено. Јас ќе чекам да Само повелете, госпоѓо Кузмановска. Ве молам мир да има во салата, за да можеме Ниту да работиме. еднаш. Ве молам. ниту еднаш во владењето на Бранко Црвенковски, нити како премиер, нити како председател на државата, не најде за сходно да ги сослуша бранителите. Неговите прогони врз припадниците на безбедносните сили, масовните бркања од работа, уцените и заканите, тие нема да ви ги простат. Во ситуација во која што е Македонија и после кажани зборови кои беа кажани на оваа седница, максимумот со кој што може да излезе владеачкото мнозинство во оваа држава е Бранко е крив, ние стварно не можеме да се спасиме. Колеги пратеници, за што зборуваме? Во каква дебата учествувате вие? Сега, ајде да збориме, Бранко е крив за се. И тоа ќе биде решението на овој проблем и на овие зборови кои што беа кажани денеска. И за детонатор е крив Бранко? Највише. И знаете како? Вашиот денешен тон само потврдува како со сериозни работи вие си играте ситна политика. Право и обврска на Охридскиот договор, сите паднати во конфликтот во 2001 да им се одадат посебна чест. ВМРО ДПМН се загрижи од актот на одавање посебна чест во Слупчане. И таа загриженост произлезе со уценувања и предлагање закон во парламент што се направи на експресен начин. Колку што во еден случај му реков на Бонева дека ВМРО ДПМН повеќе и пречат убиените, паднатите во 2001, а не и пречат живите командати со кои соработуваат перманентно. Ова е тоа дволичност која сакам да ја демаскирам.